Господине Палмер, европските лидери во октомври не постигнаа консензус да ја доделат на Северна Македонија датум за почеток на преговори. Следната шанса е во март. Според ваше мислење, што е тоа што е толку различно сега, а што би можело да влијае Франција да го промени мислењето? Ние очигледно бевме доста разочарани од резултатот во октомври. Се надеваме дека Европскиот совет ќе се согласи да ги отвори пристапните преговори со Северна Македонија и со Албанија. Сметаме дека двете држави се квалификуваат за тоа според постигнатото. Европскиот совет во март има можност да се наврати на одлуката. Ние се надеваме дека резултатот во март ќе биде различен. Причините за тоа се дека е направен прогрес во работите кои Франција конкретно ги идентификуваше, минувајќи ги правилата и условите на процесот за проширување, што отвара можност Париз и Хаг да ги поддржат Северна Македонија и Албанија. Направен е прогрес со усвојувањето на законот за јавно обвинителство во Северна Македонија, како и во однос на владењето на правото во Тирана. Така што има причини за оптимизам. Ние им дадовме до знаење на нашите европски партнери за нашите очекувања и надежи дека Европскиот совет ќе искористи можноста на состанокот во март, да покаже дека патот кон Европа останува отворен, како и да се согласи да отвори пристапни преговори со двете држави. That the European Council will seize the opportunity of the March meeting to demonstrate that the road to Europe remains open and to agree to open accession negotiations with both countries. Сметате ли дека САД треба да извршат поголем притисок врз Франција пред разговорите во Европската унија во март? Сигналите што ние ги гледаме дека доаѓаат од Париз се позитивни. Се надеваме дека Париз ќе ја препознае стратешката предност што ние ја гледаме и оти Франција ќе биде во ситуација да ги отвори пристапните преговори за двете држави. Северна Македонија се подготвува за избори во април. Досега опозицијата главно се фокусира на преиспитување на договорот од Преспа. Дали верувате дека треба да се игра на таа карта за победа? Воопшто не верувам дека е. Не може да има пат кој води напред со поништување на договорот од Преспа. Неуспехот да се продолжи напред со исполнување на договорот ќе ја стави Северна Македонија во неповолна состојба. Сигурно дека постојат и сигнали дека ова ќе создаде проблеми за Северна Македонија на нејзиниот европски пат и сигнали дека ќе се создаде отпор за Северна Македонија и во контекст на НАТО. Се надеваме дека до времето на одржување на изборите Северна Македонија и формално ќе биде интегрирана како 30-та членка на НАТО алијансата. As the 30th member of the North Atlantic Treaty Organization. Што е клучно според вас, што би требало да го знаат граѓаните кога ќе одлучуваат за кого ќе гласаат? I think what's crucial for folks to have in mind is what they think the best future for North Macedonia represents. Мислам дека е важно луѓето да размислат што представува најдобра иднина за Северна Македонија и кои од опциите што ги имаат најверојатно ќе го отвори патот кон Европа, кон стабилна, мирна и просперитетна иднина за самите нив, за нивните семејства и соседи. САД секако не заземаат позиција во демократски избори. Сакаме да видиме избори кои се транспарентни, избори кои ќе се спроведат на фер и отворен начин. Би сакале да видиме изборна кампања која е цивилизирана и позитивна и се надеваме дека луѓето би гласале со оптимистички поглед кон иднината. And we hope that people will vote with an optimistic view to the future. За крај, господине Палмер, Северна Македонија наскоро се очекува да стане 30-та членка на НАТО. Кој би бил првиот бенефит за државата? Well, I think NATO membership really does a lot to help ensure security. Членството во НАТО ќе помогне да се осигура безбедност. Сведоци сме дека во минатото имало директни странски инвестиции откако државата станала членка на НАТО алијансата. Се надевам дека ќе има брз директен економски бенефит и за Северна Македонија. Исто така се отвораат и можности лидерите на Северна Македонија да учествуваат како полноправни и еднакви членови на алијансата во дебатите за европската безбедност. Северна Македонија ќе има можност да ги унапреди интересите на државата во НАТО и ЕУ контекст. Advance the country's interests in a NATO context as well as an EU context. Thank you so much. Thank you for having me on your show today. Grateful for the opportunity.